Имено, како што спомнавте, како градинарски регион, ние лошо почнавме, тоест откупната цена на пролетната зелка беше доста ниска и исто нешто се случуваше како со тутунот, лани добра цена, лани имаше добра цена откупна негде 20-25 денари зелката, оваа година за жал се откупи по 4 денари, 4 денари што не можеше да ги покрие ни основните производствени трошоци на нашиот земјоделски производител. Потоа, за среќа на нашиот земјоделски производител, дојде подобри времења, така да мораме да признаеме како во пролетниот турнус, така и во есенскиот турнус на производство на градинарски култури, мислам дека колку толку имавме некои добри цени при откупот на нивните производи, пред се тоа се однесуваше на доматот, на крставицата, а поготово оваа година како никогаш досега имавме некое договорено производство за оние производи кои што завршуваат кај преработвачките капацитети, а тоа се однесуваше за корнишонот и за индустријската пиперка, производи што мислам дека немаше никаков проблем при нивниот пласман, дури имаше и недостиг од тие производи, а и цените беа задоволителни кај нашите земјоделски производители. Сега минуваме на друг сектор, да речеме лозарството. Лозарството мислам дека оваа година помина многу лошо, имавме доста ниски откупни цени. Сега колку толку државата се интервенираше со некое субвенционирање, колку и како ги покрија трошоците на самите лозари, тие знаат. Другиот сектор кој што во нашата држава е застапен од растителното производство, мислам дека е овоштарството. Тука имавме пак некое задоволство кај нашите земјоделски производители, пред се они што производила праска и јаболка, така што мислам дека немаше пред се на праската во пролетниот турнус на производство проблем со пласманот, а истото се однесува во сегашниот циклус на пласирање на јаболката пред се. Додека мораме да признаеме дека од другиот сектор, од животинското производство, сточарите наидува на еден огромен проблем при пласманот како на нивните производи од месо, а исто така имавме и нешто пониски цени при пласманот на производот млеко.